Црвениот крст на Република Македонија со сите своји расположливи капацитети, но и во соработка со државните институции, дава придонес во обезбедување на потребната поддршка на семејствата на настраданите во пожарот во Кочани. Гостин во студиото е господинот Саид Саити, генерален секретар на Црвениот крст на Република Северна Македонија. Господине Саити, солидарноста не обединува во најтешките моменти. И овој пат, за жал, да се обединивме, се собравме, ете, секојдневно придонесуваме сите за отстранување на последиците од оваа ужасна катастрофа што не задеси во Кочани. Преку Солидарниот фонд на Црвениот крст собрани се речиси 53 или 54 милиони денари или близу 850.000 евра. Од денеска почнува исплатата и првичната помош за секое семејство кое што на било кој начин е зафатено со несреќата во Кочани. Како тече, односно како ќе тече исплатата? Значи, имаме нова состојба по Пладнево, веќе сме на 58 милиони 775.000 денари, значи два пати дневно ние ги соопштуваме состојбите за тоа што динамиката и приливите се навистина добри. Ние, како што и денеска на пресот соопштивме, и денеска уште еднаш ќе повторам, значи Црвениот крст на Македонија во соработка со сите институции надлежни прави подготовки за исплата на средствата. Знаете, ова е еден процес кој не е така лесен и едноставен и е малку посложен ако се има во предвид дека сето тоа треба да биде усогласено со правните норми во државата. Така гледано веќе значи Црвениот крст ги прави последните подготовки, би рекол, за да отпочне со исплата. Овој пат, за разлика од досегашните активности, односно кампањи кои ги имавме, кои обично исплатата одеше на крајот по завршување на кампањата, поради ургентноста на ситуацијата и поради потребите, овој пат отстапуваме од таа пракса, така да ние стартуваме со првичната исплата, нели, која би ги задоволила најитните потреби на страданото население, и тоа е во висина од 150.000 денари. Таа одлука е донесена денеска во рамките на органите и телата на Црвениот крст. Се работи, значи, за процес кој подразбира собирање на трансакцијска сметка, матичен број и сето тоа усогласено и почитувајќи го Законот за заштита на личните податоци, кој процес е проследен со давање на изјава лична писмена на лицето кој треба да ги добие средствата. Тоа се норми кои треба да се испочитуваат. Јас ги разбирам и повиците, ги разбирам и апелите. Практично имаше апели од граѓаните на социјалните мрежи што побрзо да се дадат собраните средства на семејствата на настраданите, затоа што сега им се најпотребни. Знаете, тоа е најитното што можеме, најбрзото што можеме, затоа што пак ќе речам дека тоа е еден процес кој подразбира почитување на законите. Сите ние деновиве сме згрозени од тоа што ни се случува и сите некако констатираме дека е тоа поради непочитување или делумно нефункционирање на системот. Значи, отстапувањето од таа процедура, непочитувањето на законот во случајот за заштита на лични податоци би значило уште едно непочитување што не е секако дека не е во ред. Значи, извинатиот викенд, саботата и неделата, Црвениот крст ги собра податоците на страданите, односно на починатите лица, и веќе сме комплетно готови. Денеска ги очекувавме во попладневните часови податоците, односно личните податоци на лицата, на носители на средствата, на повредените кои се на лекување во странство, и секако во текот на утрешниот ден пристапуваме кон собирање на податоци на лицата, односно повредените кои се лекува во државата. Така, гледано во една оптимистичка варијанта, сметаме дека најнабрзо, би рекол, во текот на утрешниот ден ќе почнеме со првите исплати, што е она на вистина максимумот во едни вакви околности и прилики, и секако пари има се уште на сметката на Црвениот крст, и следните исплати ќе бидат секако нели во наредниот период согласно проценките кои ќе се направат околу потребите на луѓето. Ова е сега првична исплата која ги опаќа сите настрадани од пожарот во Кочани, а следните исплати секако дека ќе се направат по една методологија која ќе подразбира повторно покривање на реално покривање на потребите на лицата повредени, секако оценувајќи го степенот нели на опасност и ризик. Така да, на вистина Црвениот крст, без разлика на сите, да речеме, оние, да речеме, мислења кои се пласират денови, на сите тие изјави кои се дават и кои нели кружат, сепак останува доследен во својата работа, и вака гледано и на волонтерите, и на вработените на
Црвениот крст треба да им се одаде признание за тоа што ние не собираме само средства. Тоа е еден процес кој си тече. Црвениот крст е многу присутен, ако приметивте деновиве, значи на многу полиња, почнувајќи од првиот ден. Така, јас себе ќе се надоврзам, Црвениот крст ги стави во функција сите механизми за хуманитарна помош за повредените и семејствата на настраданите со нудење прва психолошка поддршка, прва помош и материјална поддршка, доставивте нели тоа што е потребно во болницата во Кочани, возилата на Црвениот крст од програмата за санитетски транспорт се ставени во функција на институциите на системот и ќе истакнам дека и со 165 волонтери бевте присутни на терен на денот на погребот на жртвите во пожарот, посебно што сте обучени за делување на терен во услови на криза. Така е, значи од првиот ден ние бевме присутни со повеќе од 120 волонтери. Сите тие се обидува и помага реално по настанатата ситуација. Дел од нас бевме во Кочани, дел од нас бевме испред болниците во Скопје и сето тоа изгледаше така организирано, доследно, затоа што во исто време нели се пружаше, како што и рековте, и психолошка прва помош, и прва помош, и логистичка поддршка на потребите на луѓето, една општа мобилизација, кратка општа мобилизација. За кратко време релативно успеавме да се мобилизираме и да бидеме присутни на терен. Тоа што меѓувреме го правевме, значи ние бевме по задолжение нели во рамките на кризниот штаб припадна обврска на Црвениот крст да организира погребот на починатите во Кочани, така да тука имаше активности кои во некои 48 часа се случува комплетно. Тоа го правеше Црвениот крст и секако дека и деновиве сме присутни ние таму и во текот на денешниот ден и наредните денови, за тоа што потребата од присуство на луѓе на терен е така и како потребна во Кочани. Ние сме и таму денеска со тимови за психолошка прва помош и други тимови кои работат со населението, со децата, со учениците кои нели имале другари со ученици кои се настрадани, така да потребата од работа таму ќе биде перманентна некое време. Знаете, Црвениот крст е познат по тоа што, освен што нели оној првичен одговор кој се обидуваат од сите страни некако да се испорачува, системот на Црвениот крст е систем кој останува на терен и кој знае да речеме осознае потребите, да ги заедно со населението да ги утврдат оние идните чекори. Така ќе правиме и овој пат. Ќе бидеме присутни со нив се додека е потребно, било тоа да е прва психолошка помош, било да е тоа друга некоја помош. Црвениот крст веќе стапи во контакт со неколку заинтересирани донатори со кои во наредниот период би подготвувале одредени програми кои би биле адекватен одговор на потребите на луѓето, не само на темата психолошка прва помош, него и други потреби кои ќе произлезат во наредниот период. Така да се надевам дека како и досега, научени од досегашното и уште би рекол посилни со дополнителен би рекол елан и една амбиција, поготово со оглед на оваа трагедија дека е ваква каква што ние, значи ќе најдеме сили внатре како организација да бидеме уште повеќе присутни на терен и да им се најдеме на луѓето нели во секојдневието нивно. Како што споменавте, продолжувате и понатаму со сите механизми за прибирање на хуманитарна помош за настраданите граѓани и нивните семејства со нудење нели психолошка поддршка, прва помош, транспорт и материјална поддршка преку лица ангажирани од редот на вработените, но и волонтерите на Црвениот крст. Отворени се нели наменски телефонски линии за прва психолошка помош, но остануваат и отворени сметките нели за донирање, сметката на фондот на солидарност на Црвениот крст на Република Македонија, потоа донации за повик на телефонските броеви на Македонски телеком и А1 Македонија, и мораме овде да го споменеме и можноста за донации на средства во странска валута преку посебна сметка. Да, секако тие механизми се сите вклучени кога ги набројуваме мобилните оператори, треба да го додадеме и МТЛ овој пат нели ни се приклучи како трет мобилен оператор, така да тие сметки понатака се отворени, секако сметката на Фондот Солидарност и онлайн платформите на Црвениот крст, кои оваа година овој пат по прв пат се така активирани, така една можност да можат сите заинтересирани понатака да се вклучат во донирањето. Ние сме задоволни од досегашните донации, значи тука би сакал да се заблагодарам и на сите тие што учествуваат во правењето на тој така наречен хуманитарен капитал, било тоа да се граѓани поединци преку повиците на
на телефонскиот број, било тоа да се индивидуални уплати на сметката на Фондот за солидарност, било тоа да се онлайн уплатите, секако тука не би ги изостави локалните самоуправи, банките, разни корпорации и фирми кои на вистина ја разбираат ситуацијата, го разбираат моментот и покажуваат апсолутна подготвеност за донирање. Кога сме тука кај донациите, може би е вредно да се спомне, да кажеме дека тие средства што Црвениот крст ги прибира, тоа се Црвениот крст за среќа, како што и се договоривме и на ниво на Црвен крст, но и на ниво на држава, беше кажано дека Црвениот крст ќе биде единствено место за прибирање на средства, токму поради обезбедување на таа транспарентност, отчетност и концентрирање на средствата, и добро да се каже дека тој капитал го создава, значи, граѓаните, сите што ги спомна пред малку, тоа се пари на граѓаните, тоа се пари на контрибуторите, и така ги разбираме, така ги однесуваме, и во таа смисла така, нели, благодарноста ја упатуваме, и тоа единствено е така како што се говори. Сите ние учествуваме во создавањето на тој капитал, и Црвениот крст е контрибутор во фондот, но не може и не претендира тоа да се негова собственост, него едноставно укажана му е довербата него да, нели, менаџира со тие средства на најдомаќински начин, би рекол, и на најдобар и на најбрз начин тие да стигнат до тие каде што треба и каде што е потребно. Споменавте и претходно, Црвениот крст на Република Македонија беше контактиран од страна на Меѓународниот комитет на Црвениот крст и партнерски национални друштва на Црвениот крст и Црвената полумесечина, и секако понудена е помош. Меѓутоа морам да истакнам дека и хумани луѓе и од соседните држави токму преку Црвениот крст веќе собираат донации за да ги префрлат на Црвениот крст во земјава, и на ова ќе се надополнам дека имаше предупредување и од вас дека граѓаните треба да внимаваат да не уплаќаат пари на други сметки освен на валидната сметка на Црвениот крст, бидејќи за жал се појавија многу лажни повици за донации од луѓе кои злоупотребуваат маката на настраданите за да добијат лична корист. Па добро, и така изгледаше изминативе денови. Знаете, ние како Црвен крст се обидуваме тоа да го правиме на најдобар начин како што ние знаеме и како што правилата налагаат и како што е дефинирана хуманитарната работа. Ние не можеме да браниме никому да работи нешто што мисли дека добро го знае или па сака да се учи од таа работа, но едноставно, за жал, во вакви ситуации има и примери кои се лоши за покажување. Се ние навистина не претендираме како организација уште една да бидеме тутор, нели, над она што се вика размислување, обиди, амбиции да се помогне, но секако мислам дека треба да се следат инструкциите, треба да се следи добрата пракса, затоа што не сите, не има малку, можеби промил, помал некој процент, но кога во вакви ситуации барат можност за некое незаконито збогатување. Така да и овој пат ги имаше тие амбиции и обиди, за жал се случи тоа што не треба да се случува, но нормално, се не можете секогаш, нели, да бидете, што се вели, апсолутно, ајде да не кажам и чисти, но апсолутно со добри намери. Има и такви кои некогаш без разлика ја користат ситуацијата за некои лични потреби. Така да, ево, уште еднаш велам дека е добро граѓаните да ги следат инструкциите што се дават од релевантните органи, во случај на Црвениот крст и на владата на Република Македонија, и сите тие кои што сме засегнати во системот за справување со овој дел на состојбите, така да е уште еден повик на вистина да се насочат во инструкциите што ги дава Црвениот крст, владата и институциите релевантни во вакви ситуации, кои се повикани да дадат соодветен одговор на состојбата. Само накратко за крајот разговорот ќе споменеме дека годинава Црвениот крст на Република Македонија одбележува 80 години од своето постоење. Морам да кажам дека сте горди на вашите постигнувања, но она што е најважно, секогаш подготвени за справување со нови предизвици кои значат обезбедување хуманитарна поддршка на луѓето кои се изложени на ризици и кризни состојби, и да бидете неуморен, а хуманитарен двигател за позитивни промени во општеството и пред се поборник за заштита на достоинството и добросостојбата на граѓаните на нашата земја. Секако да, оваа година е јубилејна година, 80 години, требаше сега деновиве на 18 март, заправо требаше да биде централната манифестација, но не стануваше збор за никакви одбележувања после една ваква состојба ситуација која ни се создаде, но да, вредно е за напоменување на организација која е врсник, би рекол, на државата, создадена за време уште на АСНОМ, со одлуките на АСНОМ, организација која го следеше текот и развојот на државата, која се прилагодуваше на нејзиниот развој, која сакаше и се обидуваше да го разбере контекстот. Истото го правим и во денешно време. Организацијата на Црвениот крст живее толку долго и е успешна
одлична затоа што има способност внатрешна за прилагодување, за разбирање на состојбите и разбирање на контекстот. Така да се наоѓаме во една ситуација кога Црвениот крст на вистина е изразнат, односно представува еден солиден партнер, би рекол, на државата во делот на хуманитарната работа, една организација која е за препознавање, која е за почит и организација која знае да го почитува трудот на претходните генерации, која знае да се заблагодари на сите тие кои се вградија во организацијата, организација која знае да ја почитува и ја признае поддршката на владата, на владините институции, на вас медиумите, на граѓаните, на партнерите, на корисниците на нашите услуги, едноставно организација која нели работи, живее и расте со сите овие фактори кои ги спомна пред малку и се надевам дека така ќе продолжиме да работиме и во иднина. И да се надеваме дека како организација се повеќе ќе доаѓаме до израз во едни мирнодопски ситуации и состојби, а не во вакви лоши, за жал, кои сега овие денови не се случија во државата. Но и за такви ситуации Црвениот крст е тука и би рекол е на прво место и нели претендира и сака со амбиции да биде лидер во превземањето на и обврските и одговорностите околу утврдувањето на одговорот во овие состојби и во овие ситуации лоши. Солидарноста не сплоти во ова ужасна трагедија, но секогаш е добро да бидете хуман и солидарен и да им помогнете на оние на кои што им е потребна помош, но не дај Боже да имаме повеќе вакви кризи. Да. Така е, да се надејаме дека ќе немаме вакви кризи повеќе. И да придонесеме сите ние како граѓани со нашите амбиции, со нашите постапки, да не предизвикуваме состојби кои би биле предуслов за создавање на вакви кризи и вакви немили настани. Се гледаме во наредна прилика. Благодарам, се гледаме.